Парламентарното мнозинство го одби пакетот закони на СДСМ за заштита на животниот стандард на граѓаните по притисокот од кризата на Блискиот Исток. Ова ги разгори обвинувањата меѓу опозицијата и владата дека нема план за справување со кризата. Опозицијскиот лидер Филипче директно го обвини премиерот Мицкоски дека владата лошо ја менаџира кризата за да ги заштити граѓаните од ценовните шокови. Побара одговори зошто наместо по празниците веднаш не бидат донесени мерки за спречување на поскапување на производите. Економската состојба не е добра, дека граѓаните, а тоа го слушаме секојдневно, по нивните апели, по нивните сигнали, едноставно не можат да преживеат. Моето прашање е зошто не ги прифаќате мерките кои што навистина ќе дадат ефект? Еве, сега имавме предлог на закони. Дали планирате сега, не после великденските празници, на луѓето сега им се потребни мерки? Кој знае како ќе биде после великденските празници, како ќе се одвива кризата? Мерки кои што ќе бидат за таргетирани групи на граѓани кои што ќе значат директна финансиска поддршка. Владата носи навремени мерки и будно ја следи состојбата, му врати премиерот Мицкоски. Му порача на Филипче да не прави споредба со нивното владење, бидејќи државата сега плаќа огромни суми на пари поради погрешните политики на СДСМ од минатото. На избори граѓаните носат суд за тоа што прави оваа влада и што сте правиле вие како влада. Кога правите споредби, треба да сватите дека ги потсетувате граѓаните на најлошите времења во македонската историја на политичката сцена. Времења полни со криминал, времења полни со корупција, банди кои што хараат по Скопје, стабри компании, времења во кои што се запалува модуларни болници, времења во кои што рекет плаќаше Македонија во еден локал во југоисточна Македонија секој ден, и да не набројам уште што се случуваше. Дуи пак го впери прстот во албанскиот партнер во владата, велејќи дека се изворот на проблемите околу правата на студентите албанци за полагањето на правосудниот испит. За колку се продаде националното прашање, за колку се продаде албанскиот јазик за една столица или за еден мандат на пратеник. Студентите албанци ќе полагаат правосуден испит на албански јазик, потврди одговорница вице-премиерот Сали. Нивното вознемирување беше слушнато и на институционален начин ние одговоривме и ги превземевме од потребните мерки за решавање на тој проблем. Студентите албанци ќе полагаат правосуден испит на албански јазик. Левица пак тврди дека има сигурни информации и побара одговори од Мицкоски. Дали тој лично стои зад планот за вработување на председателот на Уставен на некој од универзитетите по завршувањето на неговиот мандат во судот. Премиерот само кратко негативно одговори. На седницата резервирана само за опозицијски прашања, претениците обвинија и за слаба имплементација на проектите за животна средина, а по локалните избори намален бил интензитетот на реализација и на локалните проекти финансирани од унгарскиот заем. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.